Многобројни причини доведуваат до несреќи. Незнаење и неукост, невнимателност и непредпазливост, површност, лекомисленост, слабо или несоодветно орудие, замореност, слаба исхрана, работа во слаби или несоодветни услови, необезбедени машини и помошните средства во домакинството, запоставување на мерките и средствата за безбедност, алкохолот и уште многу друго. Намената на првата помош е повредениот или болниот што побргу во најдобра можна состојба да стигне до стручна медицинска помош, односно лекување. Прва помош. За сочување на животот на унесреќениот, често не е потребно ништо повеќе од судбоносното движење на раката. Одвај неколку секунди или минути трае таа интервенција. За жал, се уште во цивилизираното општество луѓето умираат или остануваат тешки инвалиди, бидејќи никој при несреќата не им укажал навреме прва помош. Чуден е менталитетот на човекот кој мисли дека некој друг е должен да му помага нему и на другите, а самиот не чувствува никаква должност за чување на здравјето на другите, дури и во моментот кога животот на другиот е во опасност. При давањето прва помош на поголем број повредени, најпрво истите треба да ги распределиме според загрозеноста на животните функции и тежината на повредата. Тоа се вика триажа. Намената на триажата е да се пронајдат најтешко повредените, значи оние кои силно крвават, кои се задушуваат и оние кои се во безсознание. Таквите лежат безпомошно и не викаат за помош. При поголемите несреќи и елементарни непогоди, организирана прва помош дава екипата составена од 2 тројки. Водачот на тројката најпрво го прегледува просторот каде што се повредените и го одредува редоследот на давањето на неодложната прва помош. Членовите на тројката веднаш по упатствата на водачот на тројката му помагаат на повредениот. Во оваа група се повредени 5 мина. Водачот значи утврдува дека неодложна прва помош му е потребна на оној кој силно крвави од раната од натрешната страна на бутот и на оној со скинато стапало. Неодложната прва помош тројката ја дава така што на двајцата повредени им ги притискаат бутните артерии. Прв пример. Рана од огнострелно оружје во средината на левиот бут со прелом на бутната коска и силно крвавење од раната на внатрешната страна на бутот. Такви повреди можеме да сретнеме во воено време, а исто така и при спортот и ловот. Значи, рана од огнострелно оружје во средината на левиот бут со прелом на бутната коска и крвавење. Подадената неодложна прва помош, тројката најпрво конечно го згрижува повредениот со силно крвавење од раната на бутот. Таквото силно крвавење успешно го сопираат со компресивен завој, кој го прават така што раната ја покриваат со стерилна газа и на неа ставаат цврсто свиткан завој. Потоа се заедно цврсто го преврзуваат за да престане крвавењето.
Po končanju oskrbi rane, По завршеното згрижување на раната, повредениот екстремитет го имобилизираат. И народната поговорка вели дека несреќата никогаш не мирува и секогаш има многу несреќи при работата и покрај предпазливоста. Ви прикажуваме скинато стапало со силно крвавење. Што треба да се прави во овој случај? Тројката конечно го згрижува повредениот со скинато стапало. Во овој пример повредената сама си ја притиска бутната артерија и така привремено го сопира крвавењето. И ова крвавење привремено може да се сопре со компресивен завој. Стапалото го имобилизираат со шаторско крило. Да го погледнеме сега третиот пример во кој се работи за типичен пример на повреди на лицето при разни елементарни непогоди или при разни паѓања. Ви прикажуваме затворен прелом во десниот зглоб на лактот. Се разбира, зглобот е неподвижен. Се работи за рана на врвот од десниот палец и отворен прелом на десната плочка. При тоа, тројката најпрво го згрижува преломот на десната плочка. Раната на коленото ја преврзуваат стерилно, а коленото го имобилизираат со две обложени штици.
Потоа, раната на врвот од десниот палец ја преврзуваат стерилно. Бидејќи зглобот на лактот е неподвижен, го имобилизираат во истегната положба. За имобилизација употребиле снопче гранки од најблиската грмушка. Такви повреди, како што ви прикажуваме, има доста поради невнимателност во сообраќајот, како и при некои видови спортски активности. Во овој пример се работи за рана и удар на надворешните рабови на окото. Повредената се разбира е при свест. Тројката од екипата за прва помош потоа ја згрижува повредената со рани на надворешните рабови на окото. Раната ја покриваат со стерилна газа и прават завој со триаглеста крпа. И така дојдовме до петиот пример. Овде се работи за доста често шинување на глуждот. Ако, на пример, имаме преголем чевел и незгодно стапнеме на скалите или плочник, или пак ако при прошетката во шумата се слизнеме на мазен корен. Во овој пример, сега на крајот, тројката ја згрижува и последната повреда со шинат глужд. И за оваа имобилизација употребуваат снопче гранки. По завршеното згрижување на самото место, водачот на тројката подготвува се што е потребно за евакуација во најблиската здравствена установа. Со транспортната триажа го одредува редоследот на евакуацијата, положбата на повредените при транспортирањето и во транспортното, односно превозното или преносното средство.